Баџанакот на собранискиот спикер Талат Џафери се вдоми во антикорупцијска, сестрите на министрите за економија и култура во МЕПСУ и ЕЛЕМ, ќерката на претеничката Емилија Александрова во Фондот за иновации, а најново е дека својата плата од ЕЛЕМ ќе ја зема и синот на претеничката на СДСМ Мира Стојчевска. Виктор Стојчевски е примен во редовен работен однос во компанијата по претходно објавен оглас за вработување. За работното место за кое конкурирал, наведениот ги исполнувал сите критериуми наведени во огласот. Комисијата одлучила, почитувајќи ги сите законски одредби. Според министерот за информатичко општество и администрација, овие вработувања не се непотизам, туку спречување на одливот на кадри во странство. Во ред да се согласиме дека повторно тоа е проблем. Каде доаат овие луѓе? Морали баш во Елем и во Мирисо? Во ред, не, ви кажувам, ајде да се договориме, да речеме дека овие луѓе да напуштат државата. На прашање околу изборот на Нури Бајрами, баџанакот на председателот на собранието Талат Џафери во антикорупцијска, министерот Манчевски одговорноста ја префрли кон јавноста, велејќи дека можела да реагира кога биле интервјуата, доколку тоа било проблем. На хартија, знаете што, можевме да избереме во ред решенија кои што ќе ги задоволат законските услови да се продолжи како порано. Министерката за правда, Рената Десковска, пак не гледа ништо против законско во изборот на новите антикорупционери. Тука баш и не спаѓа, не се опфаќа овој степен ако се гледа правно. Но надвор од тоа, дури и да се опфаќаше, значи немате формално прекршување на законот, постапката беше законита. За министерот за економија не е непотизам вработувањето на неговата сестра во МЕПСО. Крешник Бектеши вели дека тоа што оваа институција не била под ингеренција на неговото министерство, значи дека тој не можел да реагира за незиното вработување. И јас не можам ни да имам некое влијание ни во владата, но ни во Министерството за економија, каде што сум одговарам. А што се дали ќе давам оставка, јас не верувам дека би требало да се даде оставка, зашто ние отвараме нови работни места, каде што имат право сите да конкурират и да се вработуваат. Додека Манчевски вели дека владата, вработувајќи роднини на функционери во државната администрација, спречува иселување на кадри, најдобриот студент на факултетот за безбедност и мир Ерблин Браими вели дека размислува да ја напушти државата, откако за него немало место во редовите, нидните детективи на последниот јавен оглас.